А сега преминуваме на една поинаква тема, односно сега малку време да поработиме на себе си, да се обидеме да го извлечеме најдоброто од себе. Затоа си имаме и психолог во нашето студио, Ана Тодоровска. Добро утро, Ана. Добро утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро, Искра. Ана, ви ги зборувате за летна школа која ќе организирате, ќе си објасните сигурно во детали. Јас ако некогаш појдам на психолог, ќе појдам од една единствена причина, тоа е како да ги засакам понеделниците, односно како да ги одмразам. Веќе почнав и неделата да ја мразам зашто знам дека доаѓа понеделник. Дали имате некој трик за тоа? Како да поработам на себе во однос на таа проблематика? Дојдете на летната школа, ќе ги обработиме тие теми. Добра идеја да ви кажам, во струга, зошто да не дојдам, нели? Ајде, Слободанка, повели ти со твојот Голем разговор. поздрав до гледачите. Добро утро да им посакам исто така и нив. Еве, веќе темата знаеме, нели, зашто ќе зборуваме, меѓутоа сега малку и подетално ќе пообјасниме што е она што ќе се случува. И кога, се разбира од Ана, добро утро и од мене, добре ни дојде и драго ми е што еве вака понеделнички ќе имаме за почеток една, пак ќе кажам, релаксирачка и убава тема, затоа што во ова време во кое што живееме, сите ние го велиме динамично, дали навистина не можеме да го најдеме слободното време, или пак ние си имаме во своите мисли и во темпото во кое што го имаме наметнато во секојдневието, дека навистина немаме слободно време. Дали е тоа така? Па видете, сите располагаме со истите 24 часа во денот, меѓутоа многу зависи на што ќе дадеме приоритет. Многу често кога кажуваме за нешто немам време, всушност велиме не сакам да го направам тоа. Без разлика, сите имаме секојдневни обврски кои што мора да ги завршиме. Што значи дека можеме да си го организираме времето. Да. Апсолутно. Така. Сега, како психолог од една страна, Ана, дојдовте до една преубава, да кажам, идеја, кога ќе го слушнеме зборот оаза, веднаш ми доаѓа оаза на мирот, еве ќе кажам. Прва мисла нешто што ми доаѓа е токму таа. Меѓутоа, оваа оаза ќе има повеќе настани и би сакала, еве, веднаш кога сме веќе и на почетокот, да појасниме. Прво би сакала да знам од каде е оваа идеја, сигурно дова што веќе го подспомнавме за динамичното време, или пак ние самите си го правиме да е тоа така, или самите правиме да не го сакаме понеделник и така натаму. Како дојдовме до идеја сето ова да го искомбинираме и да имаме ваков еден убав настан? Пак од мојата досегашна работа, бидејќи јас самата покрај со психологија се занимавам и со други пракси како тај чи чуан, йога и така натаму. Секоја чест. Го увидов во оној момент дека за ментално здравје е потребно и повеќе од само разговор, тоест потребно да изградиме секојдневни навики кои што влијаат позитивно врз нашето здравје и исто така многу сум свесна за тоа дека врската помеѓу физичкото и менталното здравје е многу тесна. И тоа беше идејата за името оаза, намерно го одбравме тоа име со мојата колешка која што е ликовен уметник и инструктор по йога, за да создадеме едно место каде што луѓето ќе може во мирна и безбедна средина да поработат на себе и да се тргнат малку токму од оној хаос кој што во кој што секојдневно функционираме, бидејќи тоа го налага ритамот на нашето или е наметнат денешно искрена да видам општество. некако, да. Така, ние живееме во контекст, во заедница, значи во локална заедница, во пошироко општество, во светски контекст живееме, каде што се диктира едно брзо темпо како да нема утре, цело време нешто е итно, мора да се заврши, мора да се направи, па така ние цело време сме во некаков процес, некогаш и паралелно во повеќе процеси. Да, тоа многу психички ни влијае на сите, мора да признаеме. И едноставно кога со психата ние имаме премногу преоптоварени сме, да кажам, со мисли, тогаш и физички се чувствуваме некој замор, така. И токму убаво кажано, затоа што менталното здравје е поврзано со физичкото, затоа што кога, еве, како психолог сигурно знаете дека, односно знаете, анксиозноста секогаш се препорачува да се има некоја физичка активност, за да сето тоа се ублажат барем состојбата во која што се наоѓаме. Меѓутоа, како психолог на оваа тема ќе зборуваме за следно, меѓутоа и сите кои што сигурно можеби
ја чувствуваат анксиозноста, може да бидат дел од оваа школа, да кажам, летна школа, затоа што и тука може некако да се помогне, предпоставувам. Секако, затоа што идејата на сите овие работилници е враќање во сегашниот момент. Работиме и на дишење, меѓутоа и преку некаква телесна пракса се враќаме назад кон телото, кон сегашниот момент, и во тие 5 дена сме присутни во сега и овда. Затоа комбинираме повеќе елементи кои што позитивно влијаат на нашето и ментално и физичко здравје. Значи комбинираме престој во природа. Намерно го избравме извидничкиот камп во Струга, затоа што е доволно блиску и до градот, меѓутоа исто така е доволно изолиран во природа. Комбинираме физички активности, работилница со арт-терапија, значи тука ја додаваме уметноста како елемент, исто што е многу важно. Мора да сме уметници? Не мора, можеме да се искажеме тогаш во самиот момент, така да ги изразиме чувствата на платно, што се вели, на лист хартија. Овој пат ќе работиме со природни материјали, намерно повторно ја создаваме таа врска помеѓу човекот и природата, сето она што ќе го најдеме како материјал на планинарењето, во кампот околу нас и така натаму. И уште еден многу важен момент е заедница, односно работење во група, создавање на една мрежа на поддршка. Ние всушност во тие денови ќе создадеме една привремена мала заедница, меѓутоа многу е важен тој момент затоа што нели човекот во денешното општество е многу оттуген. Не работиме во заедници, а ова е еден повик повторно да создадеме пријателства покрај логорски оган со различни инструменти, преку активности во слободно време, заеднички да го поминеме тоа и да работиме на нашиот личен раст и развој. Да, можеме да погледнеме, ако ништо друго, барем оние во моментот фотографии со кои што располагаме, гледаме тука јогата, како се практикува, гледаме уживање, да кажеме, едноставно препуштање на природата, самиот човек, меѓутоа ние како да сме подзаборавиле што значи тоа, да кажам, ние обичните кои што не сме толку многу често во допир со природата, оние кои што планинарат, многу добро знаат колку е тоа добробит за и психичкото и физичкото здравје. Еве ги овие фотографии и утринска јога, каде што најавуваме нели сето она што ќе се случува на летната школа за личниот и колективниот развој. Ајде ќе позборуваме околу ова е прв пат, нели? Прв пат го организираме. Какви се вашите очекувања? Дали еве за сега активен одмор, еве можеме да погледнеме покрај сето она што нели ќе се работи таму, односно ќе се ужива на некаков начин. Каква е заинтересираноста? Има ли луѓе кои што сакаат да бидат дел токму од оваа летна школа во Струга? Има во моментот половина капацитет не е пополнат, така што има интерес од различни региони од земјата. Исто ќе спомнам дека имаме две понуди, едната е за оние на кои што им треба сместување, а другата е за локални учесници, бидејќи и луѓе тука што се во околината Охрид, Струга изразија интерес за учество и затоа и решивме да вклучиме и за нив една посебна понуда, бидејќи не им треба сместување во кампот, така што може да се приклучуваат директно на работилниците. Ќе видиме како ќе оди. Можно е во последните денови, доколку има потреба да размислиме и за една опција, доколку некој сака на еднодневна работилница да се приклучи, меѓутоа... И колку денови е планирано да трае оваа летна школа? 5 дена, односно 5 ноќевања, со тоа што првиот ден ни е воведен, последниот ден правиме едно заокружување, завршна сесија. Дали ќе бидат овие 5 дена доволни за да ги наполнат батериите сите оние кои што ќе бидат учесници, еве вака да се изразам со една убава и позитивна енергија? Предпоставувам, затоа што сите луѓе кои што сакаат сигурно да учествуваат на оваа летна школа, мора да се со позитива, затоа што самите настани кажуваат дека тука се потребни позитивни луѓе. Така, во овие 5 дена ние ќе дадеме некои основи од секоја дисциплина нели што ќе се учи на летната школа, ја приспособивме програмата да може секој да се вклучи без разлика дали има претходно искуство со јога, таичи и така натаму, што значи дека и покрај летната школа и кога ќе заврши, луѓето ќе можат со себе да се ги земат овие практики, вештини, знаења, понатаму да се ги применуваат во секојдневниот живот, доколку најдат некој начин дека им одговара и дека позитивно им влијае. Дали ќе биде тоа
утринска јога, дали ќе биде фитнес, танц или ќе биде тајчи, ќе се стекнат со вештина која што ќе може и самите да си ја применат и се разбира, се надевам дека ќе може ова да се претвори во една традиција која што ќе може секоја година да имаме различни инструктори, различни видови на активности, па и сите оние кои што може се би некој ќе се јави со заинтересирани. предлог, така? Така, да. Ние сме отворени за соработка, може кој сака да организира некаква активност, не мора нели да биде тоа само некаков тип на вежбање, некој може да се представи со готвење на одредена храна. Но некаде да се почне. Сето оно што го потикнува оној здрав начин на живење кој што е во согласност и со самата природа на човекот, меѓутоа и со природата и со животната средина. Јас сега повторно ќе се навратам на оној психолошки, да кажам, момент, каде што споменавме дека многу е важно ние во текот на животот да си имаме некој допир со природата или менталното здравје колку е многу важно и колку е тесно поврзано, како што кажавме, и со физичкото наше здравје. За оние кои што можеби, еве како психолог јас ќе побарам совет, не можат толку многу често да си дадат оддишка или да бидат во природа и слично, овие начини да ги практикуваат за едно поубаво утре, што да прават во својот дом, еве да кажеме, од покрај сите обврски кои што ги имаме. Можеби некој мисли дека со кафето може да се го реши проблемот, меѓутоа јас мислам дека не е тоа така, но еве вие како психолог, што би било советот за оние луѓе кои што го живеат токму динамичниот начин, практика во секојдневието? Јас би потикнала повеќе присутност во секојдневието. Да застанеме малку, да бидеме свесни и присутни. Некогаш и можеби тоа трчање представува бегство од некоја состојба со која што не можеме или немаме капацитет во моментот да се соочиме. Меѓутоа, со одвојување на она време за себе, нека бидат само 5 минути и исто така би препорачала некогаш седење во тишина. Во тишината може да дојдат многу одговори. Меѓутоа, секогаш ќе кажам дека е подобро да се консултира и стручно лице, затоа што едно е разговор со пријател, но друго е кога разговарате со лице кое што не е директно во вашата ситуација, кое што е обучено и кое што има објективна слика за тоа што се случува и може да ви даде друг вид на насока и нели да ви помогне во тој личен развој. Да, секако предпоставувам дека веќе во последно време и кај нас не е веќе табу тема да се посетува психолог. Се разбира, до оние поголеми, да кажам, доживувања некои што човекот во секојдневието не ги почувствувал, тука е се психијатрот и психологот. Тук тие две нешта мора да одат заедно според мене барем. Психолог, психотерапевт, психијатар, да, секој има своја функција. Да, функција, така. Меѓутоа, разговорот, како што кажавме со психолог, денеска мора да се практикува со оглед на тоа дека ако ништо друго некој почувствува било какви симптоми, те го би во начинот на живеењето во секојдневието. Меѓутоа, убаво што од ваша страна еве како психолози, како уметници, да кажам, дојдовте до една ваква преубава идеја да организирате токму летна школа за личен и колективен развој. Еве, за сите оние кои што се заинтересирани за да учествуваат на оваа летна школа, што треба да сторат и како да се пријават, на каков начин? Може да ги најдат нашите профили на социјалните мрежи. Во моментот сме само на социјалните мрежи, немаме веб страна. Може да најдат како Но секако Оаза. сте достапни, така? Така, да. Како Оаза летна школа. И на Инстаграм и на Фејсбук. И исто може да не контактираат преку имейл hello.oaza@gmail.com. Јас на некои промотивни флаери го имам оставено мојот телефонски број, така што може и преку порака да не контактираат преку мејл, преку телефон. Сите информации ќе ги добијат на таков начин. И понатаму, се што е потребно како дополнителна информација, може слободно да прашаат. Организиравме една онлайн сесија за прашање и одговори и втората ќе организираме во втората половина на мај, така што ќе пуштиме линк онлайн да се вклучат сите кои што имаат некакви прашања, може директно онлайн во текот на едночасовен разговор да одговориме на се што е важно. Така, меѓутоа најважно е што има заинтересирани, така. Е сега кога сме кај заинтересираноста, возрастна граница?
Велиме дека е за полнолетни лица, во моментот бидејќи немаме детско катче. Но планирате можеби и тоа, со оглед на тоа дека на децата најпотребно исто име денеска со технологијата. Ќе видиме понатаму нели како ќе се развива во текот на следните години, размислуваме да вклучиме и такво нешто, меѓутоа нема горна возрастна граница. Од 18 години понатаму секој кој што е заинтересиран може да учествува, со тоа што вклучуваме и оброк, појадок, сакаме да промовираме и нели еден здрав начин на исхрана. Потребно е само да ни остават информации луѓето, дали имаат некакви алергии, некакви посебни потреби, за да можеме сите да ги вклучиме. Да ги имате сите информации околу луѓето, затоа што така, на тој начин веќе започнувате и да се запознавате. Така, и сите да имаат можности да бидат вклучени. Верувам дека во оваа летна школа, ете така ми доаѓа сега на ум, за сето она што го кажавме, на каков начин сето тоа ќе се организира, ќе се практикува, па гитарата сигурно дека ќе биде неизбежна на некој што ќе знае да го владее овој инструмент, па навечер нели со оганче и така натаму една убава дружба, со насмејани лица. Ана, посакувам вашата идеја да се реализира и да биде онака како што сте ја замислиле и како што кажавме, еве со видеа потоа ќе гостувате повторно да видиме како сето тоа изгледало, па да привлечеме уште повеќе луѓе кои што ќе бидат заинтересирани. И за интересот и за поддршката. Јас се надевам дека опфативме се околу оваа тема. Се гледаме повторно и најубаво да се поминете. Благодарам.